Ова издание трилатерален самит САД, Канада, Мексико. Што беше договорено? Лажни потврди за вакцинација, како да се спречат фалсификатите. Хуманитарна криза во Авганистан, кој им помага на изгладнетите деца. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. На трилатералниот самит меѓу Соединетите држави, Канада и Мексико, кој се одржа вчера, се дискутираа решенија за проблемите кои засегаат цела Северна Америка и пошироко. Лидерите ветија дека ќе преземат конкретни активности за поддршка на заедничките цели кои вклучуваат ставање крај на пандемијата со COVID-19 и унапредување на глобалното здравје, потикнување на конкурентноста и создавање услови за правичен раст, како и координирање на регионален одговор на миграцијата. Соопшти Белата куќа доцна во четвртокот по завршувањето на самитот кој траеше околу 3 часа. Американскиот председател Џо Бајден се состана одделно со канадскиот премиер Џастин Трудо и со мексиканскиот председател Андрес Мануел Лопес Обрадор, пред тројцата да се состанат заедно на нивниот прв трилатерален самит во последните 5 години. Трудо и Лопес Обрадор одвоено се сретна и со подпредседателката Камала Харис. Лажните потврди за вакцинација се сериозен проблем. На социјалните мрежи има илјадници профили кои нудат фалсификувани документи и кои тврдат дека можат да ги внесат податоците во базата на податоци. Повеќето вакцинирани американци докажуваат дека се вакцинирани со мало картонче кое го содржи името и презимето, датумот на раѓање, бројот на примени дози и датумот кога се примени. Одделот за здравство вели дека целта на картичките е да информираат, а не да штитат од фалсификати. Картичката има цел да биде мост за комуникација меѓу тој што ја обезбедува услугата и пациентот и да се види дали сте вакцинирани или да потсети дека треба да уследи другата доза. Но оваа картичка наголемо се користи како доказ за вакцинација во САД. Додека се повеќе компании бараат ваков доказ, официјални лица предупредуваат дека се повеќе лажни картички се во оптек. Од почетокот на 2021 добивавме по 5-6 пријави на ден, денес меѓу 20 до 25. Експерти по кибернетика предупредуваат дека лажните картички за вакцинација се повеќе се нудат по популарните социјални медиуми. Лошо е. Се користи Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp да се промовираат овие картички. Лажните картички за вакцинација се нудат мошно отворено. Се дискутира и за цената. Експертите велат дека продажбата на лажни картички бележи драматичен пораст откако федералната влада воведе прописи за задолжително вакцинирање. Бројката на продавачи на лажни картички се зголеми речиси 10 пати. Во август регистриравме 1000, во септември стаса до 10.000. Едно од решенијата што се нудат е развивање унифицирана дата на податоци за вакцинација и издавање дигитални картички со баркодови кои што ќе го верификуваат статусот на вакцинацијата, нешто што некои европски држави го прават многу одамна. По заминувањето на сојузничките сили и преземањето на власта од страна на талибанците, хуманитарната ситуација во Авганистан е драстично влошена. Има сериозно зголемување на бројот на неухранети деца. Ова е доктор Мохамед Садик, педијатар кој веќе 38 години работи во болницата Миравис во Кандахар. Болницата е од регионално значење и е поддржана од меѓународната организација на Црвениот крст. Доктор Садик вели дека се соочува со зголемување на бројот на деца под 5 години кои страдаат од акутна глад. Ако споредам со предходните 3 месеци, овој месец, додека го правев извештајот, беше удвоено. Тоа значи дека имаме 100% зголемување на бројот на приеми. Садик вели дека откако талибанците ја презеле контролата, борбите во руралните предели стивнале, па повеќе луѓе може да дојдат во град и да добијат медицинска нега. Сега сите имаат пристап до градот. Претходно можеби исто така имаше пациенти со неухранетост во оддалечените региони, но тие не можеа да дојдат до нас. Сега сите може да дојдат и затоа бројот се зголемува секој ден.
Според Светската програма за храна, речиси 19 милиони афганистанци се под ризик да страдаат од акутна глад оваа зима. Утаму проценуваат дека 3 милиони деца се под најголем ризик. Доктор Садик забележал дека ваквите случаи се најчести кај најмладите, децата под 5 години. Медицинскиот персонал е преоптоварен поради моменталната криза со храна и поради удвојувањето на бројот на пациенти помали од 5 години. Персоналот нема земено плата 5 месеци. И покрај заложбите од меѓународните хуманитарни организации, извештај на Human Rights Watch наведува дека Авганистан мора да направи повеќе за да се соочи со главните причини зад хуманитарната катастрофа. И за крај на ова петочно издание, предлог филм кој може да го погледнете викендов. Ремейкот на оригиналниот Candyman. Но освен хорор елементите, оваа нова верзија се осврнува и на расната поделеност, гентрификацијата и полициската бруталност во Чикаго. Candyman. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Candyman. Anthony. Candyman. Anthony, no. Сценаристот Джордан Пил и ко-сценаристката и режисерка Ния да Коста му оддаваат почит на Candyman. He's a concept. Candyman е концепт, приказна и епидемија на насилство врз афроамериканците во оваа земја. He's real. Candyman is how we deal with the fact that these things happen. Джордан Пил вели дека како млад тинејџер бил под влијание на Candyman на Бернард Роуз како прв главен антагонист на афроамериканците во хорор жанрот. Се чувствуваше многу смело и многу катарзично и беше застрашувачко. Сега, речиси 30 години подоцна, расплетот на Candyman е во истата населба каде што порано беше Cabrini Green. Cabrini Green has been torn down. Cabrini Green е урнат и гентрификуван, но приказната што им одекна сега е приказна за мојот страф од белиот простор. Приказната е приказ на комерцијализација и гентрификација како закана за афроамериканската култура. Ентони Маккој, главниот лик во Candyman на Пил и да Коста, е надежен афроамериканец, уметник кој работи во претежно бела индустрија и се бори со идентитетски прашања. Тој наоѓа инспирација во Candyman и несвесно го повикува чудовиштето кое започнува нова убиствен Менс Колман од Универзитетот Нортвестерн. Апсолутно нема сомневање дека овој филм во 2021 година зборува против видовите на насилство, што ги гледаме и ги таргетираат афроамериканците. Кога има непочитување и злоупотреба, непочитување на нивната вредност, тогаш се појавува Candyman. Режисерката Ния да Коста, која пораснала во близина на Cabrini Green, вели дека евоцирање афроамериканските животи кои загинале при насилство и полициска бруталност. Say the name of the person. Say Breonna Taylor. Say Jacob Blake. Кажете го името на личноста, кажете Бриана Тейлор, кажете Джейкоб Блейк, затоа што маченикот е моќен символ ако се памети името, личноста и животот што е изгубен. Тоа е неважното нешто. И тоа е се за ова издание. Најновите вести секако ќе ги најдете на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Убав викенд и поздрав од Вашингтон.